Здраво, добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе разгледаме некои од принципите кои ги разгледавме во минатото видео и едноставно ќе спомнеме што е тоа монохибридно вкрстување, првиот Менделов закон за наследување. Сега да се повратиме на минатото видео и да видиме што зборовме, што се тоа гени и што се тоа алели. Значи ген беше секвенца од нуклеотиди, која кодира за одредена функционална молекула, дали тоа е протеин или некоја си ерена молекула. Значи тоа е еден ген. Сега гените се наоѓа во одредени генски локуси, а локуси беше физичкото место каде што се наоѓа генот. Со сина боја, како што почнавме. Значи физичкото место каде што се наоѓа генот. Сега генот го имаме во две варијанти, бидејќи имаме два хомологни хромозоми, едниот од мајката, другиот од таткото. Така да го имаме истиот ген, само го имаме во две варијанти, односно алели. Значи тие ги нарекуваме алтернативни форми на генот. Каде што, ако е немутирана форма, тоа го нарекуваме дифтип, односно таа е најзастапена во популацијата, тогаш најчесто таа е доминантна, доминантен ген ќе биде, доминантен алел за тој ген, значи, тоа ќе биде доминантен алел за тој ген, и го бележиме со голема буква од азбуката. И сега, ако имаме повеќе гени кои ги следиме истовремено, ќе ставиме други букви, така ќе имаме Б, ќе имаме С и така натаму. Значи, почеток почнуваме со буквата А, но може да биде и со која била буква, значи R, X, Y и така натаму. Сега, тој што е рецесивен, односно мутиран, значи најчесто кога е мутиран, едната варијанта од алелот, најчесто станува рецесивна, иако може во некои случаи таа да е доминантна. Но најчесто е рецесивна и ја бележиме со мала буква. Сега, ако еден организам, да речеме ќе направиме овдека два организми, ако ќе ги поделиме, така ќе направиме една вакако поделба, каде што ќе следиме различни гени, кои ќе се наоѓаат на различни генски локуси, и ако еден организам може да биде доминантен, односно носи доминантни алели, дали ќе биде хомозигот или хетерозигот за одредена карактеристика. Например, што мислам со тоа? Ева како ќе ги направиме, ќе ставиме 5 нека бидат, еден од мајката, еден од таткото хромозоми, вие ќе направиме со сина боја, еден од мајката, еден од таткото, значи кај два организми. И сега ќе следиме гени, односно алели за различни карактеристики. Значи за една карактеристика, за 2, за 3, за 4, за 5 карактеристики. И сега гените ќе ги бележиме со црвена боја, да само да зумираме тука. И сега, например, тука се наоѓа генот за некое си својство, каде што на едниот хромозом е доминантен, на другиот е рецесивен за тој ген. Така, сега например на наредното место, тука се наоѓа генот за некое си друго својство, и може двете да се можда рецесивни. Така, значи он е хомозигот кој е со рецесивни алели за тој ген. Значи не е целиот организам хомозигот, него е хомозигот за тој ген. Значи за тоа својство кое го дава тој ген. И вака можеме да продолжиме надале, например различни гени. И сега да речеме дека за овој тука ген е хомозигот, ама со доминантни, овдека е хетерозигот, и за овој исто е хетерозигот. Каде што тоа може да биде можда доминантниот се наоѓа кај мајката, може да се наоѓа овдека кај таткото. Значи во различни комбинации тоа може да биде. Значи постојат огромен број на комбинации, дали доминантниот ген, како што реков, се наоѓа кај таткото, или пак се наоѓа кај мајката, или пак двата се доминантни, или пак двете се рецесивни. И така натаму и така натаму. Значи може да се направат огромен број комбинации. И например тие се комбинациите за едниот организам, и сега тука ќе ги направиме комбинациите за другиот организам по истата постапка. Значи овдека овој може да е доминантен за првото својство, на двете алели хомозигот, овдека е исто хомозигот кој е со рецесивни, а овдека може да е хетерозигот за овие својства. И овдека е исто, например, овдека ќе го направиме хомозигот со доминантни. И например овдека е исто, тука е исто. Ама за другите својства е различно. Дори кога е исто, пак може да е прилично различно, зашто овдека, например, доминантниот може да се наоѓа кај женскиот хромозомот кој е добиен од мајката, а додека овдека, кај овој организам, тој може да се наоѓа на хромозомот од таткото.
Така да постојат огромен број комбинации на кои може да се распределат алелите, гените, доминантноста или рецесивноста. Сега додека Мендел ги правил своите експерименти, тој ги правил експериментите на грашок и тој со помош на многу математички анализи, многу експерименти, и он со помош на тие математички анализи и голем број на експериментирања дошол до заклучоци дека всушност постојат доминантни својства и постојат рецесивни својства. И он ги открил кои се доминантни, кои се рецесивните, како што реков, со голем број анализи и експериментирање, каде што доминантни, значи се мазно семе, значи семето да биде мазно, жолто да биде, значи жолто, ќе земеме со кофичката, жолто семе, виолетов цвет, значи цветот да биде виолетов, подоен плод, значи мешунката каде што се наоѓаат зрната грашок, значи имаме мешунка, каде што се наоѓаат зрната грашок и таа мешунка да биде зелена и да биде подуена, да нема прегради. И тука значи да се наоѓаат овие жолти, значи тука всушност се наоѓаат овие жолти зрна од грашок, така? Семиња, да нема прегради, распоредот на цветовите да е аксијален, значи како што е растението, распоредот на цветовите да е аксијален, значи да биде во основата, тука се наоѓаат цветовите, и да има високо стебло, значи да биде високо стеблото. Додека рецесивни својства е набрано семе, значи семето е зелено и е набрано. Набрано е како, не знам, скврчено е такво, ко нема мазна површина, зелено е, има бел цвет, значи цветот е со бела боја, мешунката е со прегради и плюс е жолта, значи мешунката е со прегради и плюс е жолта мешунка. Семето нели беше зелено и беше таквото набрано. И тоа се доаѓа поради тоа што тој ген кој носи набраност или мазноста е всушност одговорен ген за протеин кој е всушност ензим кој го разградува шекерот и ако го нема, ако е рецесивен, не се разградува шекерот убаво и не се дехидрира убаво семето и се добива набрана површина. Распоред на цветови кој е терминален, значи се наоѓа цветовите се наоѓаат на крајот, значи како што е вака стеблото и стеблото е ниско стебло и цветовите нели беа бели и се наоѓаат на крајот. Значи овие се рецесивните својства, овие се доминантните. Сега ние кога обично имаме грашок од продавница, тој е со зелена мешунка, значи зелена мешунка, семињата се мазни и се зелени. Така, значи не гледаме некои набрани грашоци, него се мазни и зелени. Веќе они така се избрани со тек на генерации. Значи својството кое е за бојата на мешунката и за формата е всушност доминантно, значи тоа е доминантно, додека мазноста исто е доминантна, значи тоа е доминантна, вака ќе бележиме со портокалова боја, значи тоа е доминантна, додека зелената боја на семето е всушност рецесивна карактеристика. Значи на некој начин, ако ги следиме овие три својства и ако би ги сумирале, едното својство е нели доминантно, другото својство е доминантно и третото својство е рецесивно. Како да го бележиме со С мало. Сега ние нема да следиме 7 својства како што ги следел Мендел, него ние обично ќе се задржиме на 1, 2 или 3 својства и ќе гледаме како всушност се наследува со тек на генерациите и како се пренесуваат хомозиготности, хетерозиготи, доминантните и рецесивните. И кога збориме за монохибридно вкрстување, збориме кога разгледуваме само една карактеристика и ние во првиот случај ќе разгледаме само карактеристиката на мазни и набрани семиња, или пак овдека кај што е примеров ќе разгледаме бели и виолетови цветови. Но ќе се навратиме на таа слика. И да започнеме, значи парентаралното, значи П, би било, вака повторно да земам црвена и сина боја, нека е попрактично. За женското, например, тоа е ќе има доминантен хомозигот за набраноста или мазноста на семето, значи ова ќе биде мазно семе, значи ќе вкрстиме со машка единка, која ќе има рецесивни
рецесивен хомозигот во однос нели на набраност или мазност на себето, и овој ќе биде всушност набрано себе. И кога ќе вкрстиме во првата генерација, првата филиарна генерација F1, ќе се добијат сите единки што ќе се добијат, сите семиња ќе бидат хетерозиготи со еден нели доминантен алел и еден рецесивен, и нормално ќе се изрази доминантно својство, односно овие семиња ќе бидат мазни. Така. Овие семиња ќе бидат мазни бидејќи имаат еден доминантен алел и нормално тој ќе се експресира. Сега што се случува кога ќе ги вкрстиме семињата од првата генерација, значи сами со себе. Така. Втората генерација, втората филиарна генерација, сушност можеме да разгледаме најлесно со формирање на така наречена панетова мрежа. Значи ова ја објаснувам минатото видео, но сега ќе го спомнем името. Значи ова се нарекува панетова мрежа, каде што на ова као би му дошло Y-оската, вертикалната оска, го поставуваме женските алели. Значи тие би биле, добро, во овој случај двете, и машките и женските се хетерозиготи, така да нема врска, но ева вака нека бидат, а машкото се поставува на X-оската или на хоризонталната и повлекуваме линија, ајде знам друга боја вака да направам, за да не биде ева вака. И сега едноставно ја пополнуваме мрежата, тука ќе бидат, ова ќе се добие, така, тука ќе биде овој случај, тука ќе биде овој случај, и овдека ќе биде хомозигот за рецесивни. Сега, што всушност ни дава овој резултат? Тој ни кажува дека всушност ќе се добијат 3:1 фенотипски карактеристики. Значи 3:1 или исто можеш да кажеш 75:25. Односно, 75% или 3 семиња, ако можеме така да го гледаме, ќе бидат со мазно семе, додека 1/4 ќе бидат со набрано семе. И сега нормално со односење не се секојаш 3:1, значи тоа е најприближно, треба да направиш 10.000 анализи за да добиеш толкав однос, односно отприлика 1000 растенија, односот бил 3,15:1 или така нешто. Но ние го заокружуваме на 3:1. Сега овие односи не работат баш кај луѓе за одредени карактеристики, бидејќи за овие односи работа треба да се добиват поголем принос, поголем плод, ама кај човекот се добива само во најголемите од случаите едно бебе, не може баш да се воочи дека ова се случува кај луѓето. Сега се знае дека се случува, бидејќи има случаи кај што се раѓаат 4 деца и тоа што може да се забележи дека за одредено својство ќе се преиспитаат родителите и децата стварно се јавува тоа во однос 3:1. Едното дете ќе го има, односно нема даденото својство, а 3 ќе го имаат, односно ќе го немаат. Ама бидејќи најчесто се раѓа по едно дете, не можеме да правиме оваа анализа и да кажеме, детето ќе има такви, дали ќе има сини или кафени очи или некоја си друга карактеристика. Сега односот е 3:1, ама тоа е за фенотипскиот однос. Значи фенотипски. Ајде да го бележиме вака, тоа е фенотип. Значи фенотип значи надворешниот изглед. Надворешно 3 ќе имаат мазно семе, едно ќе има набрано. Но ако гледаме генотипски, тогаш односот е друг. Односно, ако ми го напишале вака, значи као што видовме дека имаме еден хомозигот за доминантни, наспрема 2 хетерозиготи, така, наспрема 2 хетерозиготи и наспрема еден хомозигот, но за рецесивни. Така, значи односот е 1:2:1 или пак може да се стави како 25:50:25 или пак може и како дропка да се постави 1/4:4:1/4. Се тоа се едно исто, зависи од која литература читате, може да биде поставено, напишано различно, но тоа е сепак исто, значи многу лесно да се увиди. Значи генотипскиот однос е 1:2:1. Значи, вака. Со која боја? Жолта.
генотип. И сега како само за крај сакам да видиме уште една многу интересна работа што ќе се случи ако продолжиме со F3. Значи одека завршиме со F2. Ја сега да видиме што би се случило ако би продолжиле со F3. Ако ќе прилежиме F3. И сега во минатото F2 имавме, значи сега само ќе ги препишам овие од F2. Значи имавме доминантен хомозигот, имавме вака. Ајде да не ги објаснувам, значи само ќе ги напишам. Сега, што ќе се случи ако овие ги вкрстниме сами со себе, односно со некои други кои се имаат истата конституција на лели, што би се добило? Значи од ова ќе се добијат, и да речеме ќе се добијат 4 семеја, колку за полесно рачунање, сите 4 ќе бидат со конституција кои ќе бидат хомозиготи АА. Од ова ќе се добие истото што го добивме минатиот случај, значи ова ако би го направиле, и да речеме дека ова е F2, во овој случај истото ќе се добие од F2, овдека истото ќе се добие од F2, а во овој овдека случај ќе се добијат 4 исто хомозиготи, ама за рецесивниот. Сега, што е тука важното? Важното е дека бројот на хомозиготи многу се зголемува со секоја наредна генерација ако има вкрстување помеѓу самото расцење или инбридинг ако има, инцест. Што е многу лошо, бидејќи хомозиготноста обично е многу по, да речеме, лоша состојба него хетерозиготноста. Хетерозиготите, што си поголем хетерозигот за повеќе гени, тоа е на некој начин на војници посупериорен организмот, да ќе објаснуваме понатаму зошто е тоа така. Но еве да видиме, овдека значи добивме 4 хомозиготи, овдека имаме 2 хомозиготи, значи двата хомозиготи се нели доминантни АА и рецесивни, така. Значи имаме 2, овдека исто имаме 2 и овдека имаме 4. Значи бројот на хомозиготи не е 4 4 4, тоа е 12. На хетерозиготи овдека во овие кои беа исти со F2 имаме по 2 хетерозиготи, значи по 2 хетерозиготи и тоа се 4 хетерозиготи. Значи односот е 12 спрема 4. Односно бројот на хомозиготи е 3 пати поголем него хетерозиготи. А во F2 беше 1 спрема 1. Значи овие се хомозиготи, така, имаме 2 хомозиготи, овие се 2 хетерозиготи и 2 спрема 2, односно 1 спрема 1. А сега во овој случај е 12 спрема 4, односно тоа му било 3 спрема 1. Така да бројот на хомозиготи се зголемува многу побрзо. И затоа треба да има поголемо мешање. Добро, тоа беше се за ова видео. И всушност првиот Менделов принцип што не спомнав е согледување на се ова до сега што го зборевме. Дека се ова се случува и дека има вакво пренесување на доминантни, рецесивни алели за секоја различна карактеристика, дека има посебни гени и така натаму. Тоа беше се за ова видео и ќе се видиме во наредното видео каде што ќе збориме за дихибридно вкрстување.